Добро вечер. Недела 22 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Ефтов, почитни гледачи, вие сте на вистинското место. Вечерва 2 во 1. Мини политичка анализа и едно интервју, трајање некаде околу 40 на минути. 2 интервјуи беа снимени во средата. Меѓутоа, веројатно стареам. Требаше да искратам двете на некаде 25 до 30 минути. Одлучив да ги пуштам, да ги митам двете интервјуи, бидејќи беа добри интервјуи. Вечерва мини политичка анализа на тема СДСМ ВМРО ДПМН, делумно дуј, што можеме да очекуваме и во кој правец ќе одат политичките разврски почеток на годината, да знаеме што може да ни се случи до крај на годината. Многу едноставно, ако во наредни 3 до 6 месеци, евентуално септември оваа година, има избори, на тие избори ВМРО ДПМН најверојатно ќе биде фаворит. Оттамо и притисокот на Христијан Мицкоски, кој повторува, дали тоа е пред црква, дали е на бадник, дали на некој отварање, дали на политичка настана, небитно, да има предвремени избори. Бидејќи не сака да му се случи дежаву ситуација, тоа што му се случи со референдумот на 30 септември 2018 година, кога условно речено беше победник или јаваше на енергијата на граѓаните и на населението дека се победници на неуспешниот референдум, меѓутоа тоа не го капитализираше со победа на изборите, некоја слична ситуација или страв дека може да се случи слична ситуација, сега го заплашува Христијан Мицкоски и тој ќе повторува секој ден, секоја минута, секој саат да има предвремени избори. Ако успее да избоксира предвремени избори, тоа ќе има шанса да победи на тие избори. Тоа не значи дека ќе формира влада, туку има шанса да победи на одредени избори. При тоа сака да се допадне на меѓународната заедница, не знае како тоа да го прави и барајќи уставни измени, кога треба да се отвори уставот, да се смени изборниот закон, изборните правила и така натаму, да овозможи на мала врата бугарите да бидат составен дел на уставот. Иако на големи звона, постојано, на секоја пресконференција, на секој Facebook статус, преку Завише ФМ групацијата се напаѓа договорите, разговорите или преговорите со Бугарија, на мала врата со барањето за уставни измени, Христијан Мицкоски сака да го отвори пакетот на уставни промени и бугарите да бидат дел, како бугари, дел на уставот на Република Македонија и можеби бугарскиот јазик да биде составен дел на уставот на Република Македонија. СДСМ се врати од клиничка смрт. После долги месеци, за прв пат сега СДСМ ја води играта, ВМРО заостануваат за СДСМ. И ако не се овие барања за предвремени избори, ВМРО нема друга игра, нема друга утакмица. Дали е тоа минимална плата, гледате. Тие изгубија 3 или 4 дена да го уведуваат дека минимална плата од 18.000 денари не значи ништо, без разлика што таа била 12, 8 или 13.000 денари. Значи, потрошија енергија, не да направат нешто да се смени или да се подобри, туку да ви убедат дека тоа што е зголемено не чини или дека не важи или дека нема да ви донесе било какви ефекти. Тоа значи дека ВМРО ДПМН после долго време заостанува за СДСМ, СДСМ ја води играта, СДСМ се врати од таа клиничка смрт и сега ако не може да финишира или да поентира, ќе ја примени она тактика на Новак Џоковиќ, да го уморува противникот, да ја враќа топката преку мрежичката и кога ќе се создадат услови да може да поентира. Ако СДСМ издржи во наредните 3, 6, 9 месеци, ако се влезе во некоја процедура на редовни парламентарни избори, тога СДСМ на тие избори ќе може да биде во најмала рака рамноправен на ВМРО ДПМН околу идниот изборен победник. Минатата недела се случат 2 битни работи, за мене 2 битни работи, за да можам да ја проспектирам политичката разврска или политичките процеси во Република Македонија. Првата работа е избор на нови заменици во владата на Република Македонија. При тоа не ми се битни изборот на заменици во правна, во локална самоуправа, во екологија. Ми беше битно кој ќе биде заменик на Димитар Ковачевски Таче на функцијата заменик министар за финансии. И ако Зоран Заев го одбра Ковачевски да биде негов наследник на функцијата лидер на СДСМ и премиер на македонската влада, за мене беше многу интересно и многу индикативно кога Ковачевски ќе избере да биде негов заменик на функцијата заменик министар за финансии. Филип Николовски, газдата на Оранија, синот на Ставри Оранија, еден од најголемите, да не речем најголем пријател на Таки Фити. Многу ми намисля дека Хари Костов или Штиро Јанаков дека се патријарси на влашкото лоби во Република Македонија, тоа секогаш бил Таки Фити. Иако самиот вели дека нема влашко потекло, дека неговото име е Димитар Фитески, а дека по грешка во книгата на матично родените во Крушево запишан како Таки Фити, тој секогаш бил патриархот на влашкото лоби. Без разлика дали тоа било кога бил министар за финансии, кога бил
висок функционер во Сојузот на комунисти на Македонија во времето на Петар Гошев и бил прв човек на Македонската академија на науки и уметности. Неговата ќерка беше советник на Зоран Заев, член на извршниот комитет на СДСМ. Сега беше фаворит да биде потпредседател на СДСМ и да има извршна функција во новата власт на Димитар Ковачевски, да биде министер за труд и социјална политика, нели тоа се спомнуваше, и на нејзино барање не беше ставена или номинирана на таа функција, меѓутоа тоа влашко лоби понатаму е силно во Република Македонија и понатаму е силно во структурите кои гравитираат околу СДСМ. Многу ми навела дека самиот Димитар Ковачевски има влашко потекло. Филип Николовски, мене ми се чини, стано збор за еден исклучително паметен човек, дека ќе има траекторијата или дека го подготвува да има траекторијата на Хари Костов. И Хари Костов својата голема политичка и бизнис кариера ја започна како заменик министер за финансии, па беше избран за заменик министер за надворешни работи во отсуство, како член на Социјалистичката партија на Љубисав Иванов Дзинго, потоа станал генерален директор на Комерцијална банка, па министер за внатрешни работи, па премиер на влада и се врати повторно да биде генерален директор на Комерцијална банка. Меѓутоа ми се чини дека целата таа структура која гравитира околу најмокната банка во Република Македонија се подготвува за периодот после Илија Илјовски и после Хари Костов. Филип Николовски, ако остане да биде министер за финансии, ако не се повлечи, ќе прави голема бизнис и политичка кариера. Слушате ми го зборот, за неколку години ќе разговараме, не дека човекот го позна, не дека ми е пријател, не дека ја следи ја гледа емисијата во Центар, еден од најревностните што ми пишува коментари кога е добра или кога лоша емисијата, политичката анализа му се допаѓаат, сигурно ќе гледа и ова политичка анализа. Тоа е играч со голем капацитет и ако Ковачевски го има одбрано да биде негов наследник на функцијата заменик министер за финансии, пред него ќе биде голема политичка кариера. И втората битна работа е оно судење за Титаник, признавањето на Милена Киевски, на Гордана Јанкуловска и на Мартин Протугер. Двајцата биле генерални секретари на ВМРО ДПМН, на Киевски беше главен оперативен играч. Со такво признавање дека мулјале, дека правеле финансиски фалсификати, изборни фалсификати, дека го кршеле законот, се става клучна врата на една партија. Тоа не е нова партија. Почнувајќи од Христијан Мицкоски. Мене, например, ме изненадува соопштењето на СДСМ, каде што ги спомнуваат Христијан Мицкоски, Игор Јанушев, меѓутоа не го спомнуваат Александар Николовски. Персонификација на гореевизмот, на неогореевизмот во Република Македонија Александар Николовски. Тој шеташе со Никола Груевски кога никој не го дружеше Никола Груевски после пржинските преговори. Тоа е врската помеѓу Будимпешта. Гледате што прави сега Будимпешта. Не дозволува Виктор Орбан стационирање на дополнителни сили на НАТО на негова територија. Тоа е прва пукнатина во структурите на НАТО. Ако влезе во конфликт со Брисел, ако влезе во конфликт со Европското унија, сега влегува во конфликт и со НАТО сојузот. Имаше 5-часовна средба Виктор Орбан со Владимир Путин во Москва и обезбеди 2-3-4 пати поевтин природен газ. Тоа треба да биде капитал на Владимир Путин или инвестиција на Владимир Путин во Виктор Орбан за да победи на изборите на 3 април ова година. Има избори на 3 април во Србија, има избори во Унгарија, две клучни држави кои се клучни за политичките разврски во Република Македонија. Вие сега го спомнате Христијан Мицкоски, кој бил некое лево сметало во мандатот на Никола Груевски, а не го спомнате Александар Николовски, кој е персонификација на гореевизмот во Република Македонија. Меѓутоа со такво признавање, а во таа партија ви Антонио Милошевски, Илија Димовски, Тимчо Муцунски, кој беше фаворизиран од Никола Груевски, беше заменик министр во влади на Никола Груевски, таа партија и се става клучна врата да бевме ние нормална држава. И ако СДСМ излага од клиничка смрт и беше во клиничка смрт после поразот на Зоран Заев на локалните избори, да бевме нормална држава, се требаше во клиничка смрт да биде ВМРО ДПМН. И тоа се двете партии во Република Македонија, почитувани гледачи. Тоа е нашата судбина изминатите 30 години. Две политички партии кои се на погрешна основа поставени, кои се на погрешна основа етаблирани. Проблемот на ова држава е како да ги нормализира не само процесите во Република Македонија, туку и процесите од двете партии кои се начело на државата, која чувствува државата како нивна портмоне, како место од каде што може да зимат пари, да зимат власт, да зимат привилегии, а ништо да не прават. Овие признанија на Јанкуловска, на Протугер, на Милена Киевски се шокантни. Во било која држава тоа значи не само завршување на нивната политичка кариера, веќе немаат веќе политичка кариера, туку завршување на векот на трајање на таа политичка партија.
Така било во Грција, така било во Австрија. Гледате што се случува во одредени држави, каде што политичките партии Италија, например, се фатени во финансиски изборни криминали. Тогаш државата реагира и им става клjuč на врата. Во Македонија тоа не се случува, и бидејќи тоа не се случува, тоа ги охрабрува сите останати да функционираат на исти начин. И ако ние сме биле заробена држава, сега за прв пат добивме од луѓето кои биле персонификација на таа заробена држава, потврда дека сме биле заробена држава. Тоа што кажа Протугар, Јанкуловски, Емилија Накиевски, ќе остане запишано во македонската историја. Што не треба да се прави и како не треба да се функционира. Сега има два проблеми. Едниот проблем е Стево Пендаровски, а вториот проблем е партијата ДУИ. Партијата ДУИ, колку и да инвестирате во неа, таа секогаш ќе коалицира со победникот на изборите, освен ако калето не им јави поинаку. За да СДСМ може да коалицира со ДУИ после предвремени или редовни парламентарни избори, без разлика колку СДСМ инвестира во ДУИ, ќе биде неопходно СДСМ да победи на изборите или да има тесен изборен пораз, каде што после со некое климнување со главата или намигнување од калето, ДУИ би коалицирал со СДСМ, а не би коалицирал со ВМРО-ДПМНЕ. 2008 година има средба во вилата Билјана во Охрид, каде што присуства Бранко Церенковски, Муса Џафери, Али Ахмет, Ристо Пенов од ЛДП и каде што се разговара за иднината, Радмила Шекеринска, тогаш лидер на СДСМ, каде што се разговара за иднината на владината полиција, бидејќи за една година следеа претседателски избори, Бранко Церенковски сакаше да трча за втор претседателски мандат, меѓутоа тогаш му беше категорично кажано дека ДУИ ќе коалицира со ВМРО-ДПМНЕ, бидејќи ДУИ мора да биде во власта. Толку луѓе има вработено, суди, администрација, полиција, обвинителство и така натаму, што не може да ги гости тие луѓе на милост и немилост на друга албанска политичка партија. И тоа што се случуваше на 11 ноември, процесот на формирање на ново мнозинство, многу повеќе беше насочено кон детронизирање на ДУИ, отколку кон детронизирање на СДСМ. Слична ситуација има и сега. Ако на Бранко Церенковски, Али Ахмети, преку Муса Џафери на таа средба му каже дека не може да очекува подршка на ДУИ за втор претседателски мандат, тога Церенковски менува својата стратегија и наместо да оди на втор претседателски мандат 2009 година се враќа на втор претседателски мандат во СДСМ кој трае од 2009 до 2013 година, што слично ќе се случува и сега. И втората слабост на СДСМ е Стево Пендаровски. Многу некоректен, многу нелојален, со неизразита потреба за втор претседателски мандат. Да беше Зоран Заев, сигурно немаше да биде номиниран Стево Пендаровски за втор претседателски мандат. Може би сега со Димитар Ковачевски по таа Њујорк линија, универзитетот кај што двајцата имат работено, може би ќе се договорат. Стево Пендаровски и Димитар Ковачевски. На крајот Димитар Ковачевски ќе мора да избира помеѓу Стево Пендаровски или помеѓу Зоран Заев, кој гледате дека не си има се уште откажано од своите политички амбиции, без разлика што се повлече од лидерската и премиерската функција, го поздрави потегот на минимална плата од 18.000 денари. До прва Зоран Заев ќе има потреба од слава, од мок, од влијание. Нема да се задоволува тоа да го прави оценка со влечење на потезите од позадина. И некаде 2024 година, ако имаме редовни парламентарни и редовни претседателски избори, Ковачевски ќе треба да одлучи помеѓу Зоран Заев и Стево Пендаровски. И тоа се двете слабости во моментот на СДСМ. Нелојалноста на Пендаровски и нелојалноста на ДУИ, традиционално изминатите 30 години, а може би заедничкиот именител се вика Еролд Муслиу, првиот човек на Агенцијата за разузнавање, која е врската помеѓу ДУИ и Стево Пендаровски. Да не беше Еролд Муслиу, Никола Димитров ќе беше кандидат и веројатно претседател избран од редовите на СДСМ. Ако Ковачевски сака да има мирно море, ќе мора да греши овие две слаби позиции или две слаби точки. Пред нова година, пред да биде формирана владата на Димитар Ковачевски, имаше три фиксни работи. Двете беа фиксни 100%, а тоа дека Оливер Спасовски и Лјупчо Николовски нема да бидат повеќе ниту членови на раководството на СДСМ, меѓутоа нема да бидат нити министри во новата влада на Димитар Ковачевски. Дури имаше одредени инцидентни ситуации на седница на Централниот одбор на СДСМ, каде што Оливер Спасовски им се заканил на своите сопартици, дека ако не остане министар за внатрешни работи, тој располага со многу информации и дека дел од тие информации може да ги презентира во македонската јавност. И третата работа беше дека Благој Бочварски шансите се 50-50 да остане на функцијата министар за транспорт и врски. Сега од трите играчи ќе зависи судбината на владата на Димитар Ковачевски. Бочварски глава на преговорите. Они технички дел на преговорите, дали ќе има авиолинија, дали ќе се гради железничка пруга, дали ќе се гради автопатот во преговорите со Бугарија. Иако тамо може многу елегантно
ова ситуација со БЕК или со ТЕТО да биде решена, бидејќи има интерес на бугарски инвеститори да бидат таму инвеститори и има интереси од албански инвеститори кои се блиски до владата на Еди Рама и тие да инвестираат во БЕК или во ТЕТО. Значи имаме интерес на бугарски и на албански капитал, меѓутоа ако постои малце разум, веројатно ќе може да се договорат со бугарите, оттаму ќе може да се носи поевтин руски природен газ, врз база на тој руски природен газ ќе може да работи многу поевтино БЕК или топланата во Скопје, меѓутоа тоа е некоја тема за некоја друга емисија. Од овие три играчи ќе зависи судбината на владата на Димитар Ковачевски, бидејќи Оливер Спасовски ќе мора да расчисти со криминалот, ќе мора да расчисти да одговори на многу прашања бегство на Гуриевски, бегство на Сашо Мелков, што се случуваше со Јордан Норце Камчев, што се случува сега со ВМРО ДПМНЕ Грче, Спасош и така натаму и така натаму. А од Љупчо Николовски ќе треба да биде брана, ако веќе не беше како генерален секретар и ги изгуби убедливо локалните избори пред некаде 4 или 5 месеци, сега ќе треба да биде главната брана која нема да дозволи штрајкови на земјоделците во Република Македонија. Гледате, стратегијата на ВМРО ДПМНЕ е да предизвика перманентна политичка криза. Таа политичка криза се обиде да ја направи преку одредена хистерија, струјата ќе се зголеми за 100%. Ќе има исклучување од електричната енергија и тоа не се случи. Па се обидува да направат одредена политичка криза преку преговорите на синдикатите и власта околу минималната плата, и тоа нема да се случи или тоа не се случи, и секи ги хушкаат земјоделците, дали се тоа тутунарите, лозарите, винарите, така натаму и така натаму. И дали тоа ќе случи, нема да случи, ќе зависи од умешноста на Љупчо Николовски. Ако не покаже умешност на локалните избори, сега Љупчо Николовски, гледате, Љупчо Николовски е просто желен да се рехабилитира. Од фрижидер само уште не е излезен. Го има по Сител, го има по други телевизии, подпишува договори, 200 милиони евра ќе дава субвенции во текот на ова година на земјоделците. Меѓутоа клучниот тест за Љупчо Николовски е дали ќе ги спречи протестите на земјоделците кои треба да послужат како основа за политичка криза во Република Македонија и врз база на таа политичка криза која ќе стимулира ВМРО ДПМНЕ да се предизвикаат предвремени парламентарни избори. Ние, почитувани гледачи, не знаеме со колку пратеници во пратеничката група на СДСМ располагат Оливер Спасовски или Љупчо Николовски. И ако може алтернатива да ги става овие каубојци, кои врска немат со тоа што го работат, да бидат министри, каубојци како луѓе кои доаѓаат, кои паѓаат од небо, а не како некоја етничка категорија, и ако успее алтернатива со 3 или со 4 пратеника да добие такви постови, такви министерски места, такви директорски позиции, тогаш ако располагат со 1, 2, 3 или 4 пратеника во пратеничката група на СДСМ, Спасовски или Николовски, тогаш може да се испазарат и тие да останат министри. Меѓутоа, токму од овие тројца, на кои Димитар Ковачевски во еден временски период или 100% не сметаше или не сметаше барем 50%, сега ќе зависи стабилноста на неговата влада. Договор со Бугарија не треба да има по секоја цена. Тоа е стратегијата на ВМРО ДПМНЕ. Читете го Маријан Ѓорчев. Тој ви го посочува германско-полскиот пример со формирање на историска комисија која работи 30 или 40 години. Тоа значи дека ние 30 или 40 години или нема да го решиме спорот со Бугарија, или ќе ја натераме Бугарија без решавање на било кој спор со Република Македонија да капитулира, да клекне на нозе и да прифати и да го трни ветото за почнување на преговорите, разговорите помеѓу Европската унија и Република Македонија. Тоа е просто невозможно и тоа значи дека ВМРО ДПМНЕ оди на стратегија да се одложат тие разговори, да се одложат тие преговори, да се одложи тргање на бугарското вето и се доека има бугарско вето, Македонија е со една нога во политичка криза, со една нога надвор од политичка криза и тоа е стратегијата на ВМРО ДПМНЕ. Потрошија 11 години да го рехабилитира Тодор Александров, па она Ачковска, па оние историчари Србов и компанија, па сниње документарци на МРТВ, па почесто беа на програмата на МРТВ отколку спикерите на МРТВ, и кога во наводници успеа да го рехабилитира Тодор Александров, се сети дека постои Гоце Делчев. И сега го заборавија Тодор Александров. Па Тодор Александров бил прв човек на таа организација која е денес во континуитет се нарекува ВМРО ДПМНЕ. Па тоа го изгласа на Кичевскиот конгрес 1995 година. Прифатија континуитет изминатите 100 години. Кога имате континуитет, тогаш го имате Тодор Александров. Метафорички кажано, ако Љупчо Ѓоргиевски завршува како Ванчо Михајлов, Никола Груевски сака да заврши како Тодор Александров, а она несреќа Христо Мицкос и сака да биде нов Гоце Делчев. И тоа е суштината. ВМРО ќе направи се да нема договор со Бугарија. Ќе го обструира на секаков можен начин.
Проблем на ВМРО сега ќе биде што Јордан Камчев и Сашо Мелков се надвор од притвор, бидејќи додека беа во притвор единствен чадор кој ги лажеше и им гарантираше дека нешто ќе им помогне е Христо Мицковски. Видите, Христо Мицковски на никого и ништо нема да помогне. Како што ги лажи 50 луѓе дека ќе ги направи генерален директор на МРТВ, од она несреќа кој беше фатен како соработил со бугарски, со грчки служби, до одредена новинарка која работи во разни фокусни издања во Република Македонија. 50 луѓе ги лаже Христо Мицковски дека ќе ги направи нов генерален директор на Македонската радиотелевизија, при тоа да не се лаже. Мислите, тие се подобри од Маријан Цветковски. Остана 10 години на таа функција. Направи пари, а ја донесе телевизијата на такви ниски и мизерни гранки, дури да ви е непријатно да ја вклучите таа телевизија. Тоа е како некоја телевизија на Република Српска од пред 30 години во време на Радован Караџич. Меѓутоа, клучната поента на Мицковски е да нема договор со Бугарија и да има политичка криза. Ако нема договор со Бугарија, има политичка криза, тој може да очекува предвремени избори, бидејќи само на предвремени избори, кои брзо сега ќе се случат, додека СДСМ се уште во процес на излегување од таа клиничка смрт, застанување на здрави нозе и влечење на одредени потези кои ќе значат приближување до Стефче Екимовски, неговата партија, приближување до Социјалистичката партија, до Сител телевизија, правење на некој покрупен лево ориентиран блок во однос на идеолошките прашања, а со одредени десни примиси како партијата на Лјупчо Георгиевски во однос на решавање на спорот со Бугарија и на евроинтеграциите, таква СДСМ со еден зголемен коалицијски потенцијал ќе може сериозно да се протистави на ВМРО-ДПМН ако има редовни избори. Тоа е шансата на Христо Мицковски да нема редовни избори, затоа не сме по никоја цена да се реши проблемот со Бугарија. Гости на вечерта е Никола Пановски. Еден од трите играчи кои изминатите 2 години, додека трае корона кризата во Република Македонија, успеа да се наметнат во македонската јавност, на социјалните мрежи, во медиумите во Република Македонија. Секогаш нивните гостувања и настапи предизвикуваат одредено внимание. И тоа е проблем во Република Македонија. Ако ви имате институции на кои не им веруваат граѓаните и имате играчи или поединци на кои граѓаните им веруваат. Во одредени мирнодопски ситуации, вие може да си дозволите на чело на институциите да ставите луѓе кои не располагаат со доволен авторитет во јавноста, тоа не значи дека не се школовани, тоа не значи дека не се професионалци, туку не уживаат одреден углед и авторитет во јавноста. И тогаш може да си дозволите самата институција, без разлика дали е тоа полицијата, правда или здравството, да делегира дел од својот институционален авторитет на новиот министр за здравство, правда и така натаму и така натаму. Меѓутоа, овакви кризни ситуации ви не можете да си го дозволите тој луксус. Ако институциите се дерогирани, а тоа се случува во здравството во Република Македонија, оставки, модуларна болница, одредена хаварија, вакцини, нема вакцини, се горат, се трошат вакцини, има протоколи, нема протоколи, многу умрени, така натаму, тогаш е нормално начело на таа институција да донесат одредени професионалци. Професионалци кои ќе делегират свој авторитет на таа институција, а нема да црпат или да кратат од авторитетот на таа институција. Секој сметал дека или Никола Пановски или Драган Даниловски, кого посебно го почитувам, дека треба да бидат идни министри за здравство после оставката на Венко Филипче. Никола Пановски беше носител на листата на изборите за град Скопје. Тоа е коалицијата на партијата Дом на Маја Морачанин или екс партијата на Лиле Поповска и ЛДП партијата на Горан Милевски. И тие беа клучното камче кое го детронизираше СДСМ, го симна од власт во градот Скопје и донесе до пораз на Петри Шилегов на локалните избори Даниела Арсовска. Со Никола Пановски разговараме пола интервју на политички теми, на политички прашања, што се случува, како е задоволена Даниела Арсовска. Тоа на теза која ви кажав пред 2 месеци, дека ВМРО-ДПМН што и да се случи, нема да има добра стратегија, добра политика во однос на Даниела Арсовска. Ако Даниела Арсовска се покаже дека е добар градоначалник, тогаш ќе биде загрозена политичката кариера на Христо Мицковски, ако Христо Мицковски не успее да избоксира предвремени парламентарни избори во Република Македонија. Ако Даниела Арсовска не се покаже дека е добар градоначалник, тогаш ќе биде само прашање на време кога ВМРО-ДПМН ќе мора да се дистанцира од Даниела Арсовска, бидејќи ВМРО-ДПМН има 42 градоначалника. Освен тројца или четворица кои покажа капацитет да може да се справат со таа функција, останатите 35 или 38 градоначалници носат штета на ВМРО-ДПМН. И како ќе поминува време, а ВМРО-ДПМН е власт на локално ниво во Република Македонија, така рейтингот на партијата ќе се мери не според тоа колку работи СДСМ, туку што сработеле градоначалниците на ВМРО-ДПМН.
И бидејќи Даниела Арсовска веќе полека, тоа е видливо од авион, станува товар, олово околу ногата на ВМРО ДПМН, ВМРО ДПМН ќе има две алтернативи. Да се дистанцира од Даниела Арсовска или да ги трпи штетите од работењето или неработењето на Даниела Арсовска. За почеток на тие теми разговараме со Никола Пановски. ЛДП им е потребен на ВМРО ДПМН. Видите, што ни глечи, тоа се партии, не велам само за ЛДП, тоа е партијата Дом, тоа е партијата на Солза Грчија, партијата на Павле Транов, кои биле дел на коалицијата на ВМРО ДПМН. Дел од тие партии биле формирани со помош на делегати или со помош на собрани потписи од страна на ВМРО ДПМН, Сашо Мјалков, Никола Груевски, Мартин Протегер и така натаму, Кирил Божиновски. Сите тие учествувале во формирање на тие партии. Учествувале кога им требало да биде не само засилена нивната коалиција, туку им требало ново лице, нов имидж на ВМРО ДПМН, на коалицијата на ВМРО ДПМН. Можете да претпоставите ЛДП, без разлика на рейтингот на таа партија, каков нов имидж, која нова енергија ќе даде на ВМРО ДПМН. На ВМРО ДПМН која била злосторничко здружување, која била заробена држава. Па гледате што се не направи да извлечат партијата Беса од коалицијата со СДСМ. Ке направа сега се и ЛДП и овие помали политички партии кои може да им донесат некоја нова субстанца да ги извадат надвор од коалицијата со СДСМ. И тоа е стратегијата на ВМРО ДПМН. Тоа беше суштината на оние процеси кои требаше да финишират на 11 ноември да биде направено ново парламентарно мнозинство. Бидејќи тоа не се случи милом, што велат србите, сега ќе се случи силом. Затоа сега Павле Трајанов, Горан Милевски велат дека луѓе на ВМРО ДПМН им роварат во внатре-партијските структури. Знаете зашто им роварат? Бидејќи им ги знаат внатре-партијските структури. Бидејќи им помогнале или да ги формираат внатре-партијските структури, или уфрле нивни луѓе во нивните внатре-партијски структури. И тоа ќе биде стратегија сега на ВМРО ДПМН, ако не можеле мейлом да ги натерат силом овие партии да излезат надвор од коалиција со СДСМ и така да предизвикат одредена политичка криза. На стари години станавте политичар, сега сте одборник, така се вика, нели, во градско советник сега, порано беше одборник. Сите ве бара за советник, еве министерот да бара за советник и во градот сте советник. И па годините се за советник. Такве времења. Освен Тито Петковски, нема повозрасен сега на политичката сцена од вас. Да, во Советот на град Скопје сум највозрасен, луѓе се најдои кои рекол, викам сигурно е грешка. Вика, професоре, ќе водите седницата, не се расправите, сигурно е. И ја водев првата седница. И како ви оди со Даниела Арсовска? Првата седница беше одлична, понатаму. Па јас немам директно со неа инаку. Таа се расправа со Социјалдемократскиот сојуз. Ја тоа не ми се допаѓа. Бевте на Бадник, заедно бевте. Да. Тоа многумина го протолкува како нова коалиција, тајната коалиција веќе во јавна се претвари или се трансформира. Не, тоа беше, она дојде по должност, а јас инициирав да, уште претходно, да му даде баш преку ВМРО, викаш, не прашаш што ви треба, викам, кажете на градоначалницката да не го бойкотира Бадник, објасните дека тоа е работа кај што може да ги спои луѓето, а моја мисија е тоа да ги споиме. И наистина потоа дојде и на тоа засекување на Бадникови гранчиња. Ама не смете ништо да... И беше цело време и разговараше, така да тоа си беше протокол. Потоа бевме и на кумовите непоканија во Маракана. Таму беа сите познати естрадни уметници што биле за здравичари, така натаму и убаво си поминавме. Она се повлече порано. Така да до аспект е добра. Добро се работи, ама натре во Советот не ми се свиѓа тоа што се работи. Пановски не смете да ја прашате ништо? Било кој да ја праша, било кој да ја праша, како вели нема прашање да не ми го расипите денот или да не го расипиме, да. Значи никој ништо не сме да ја праша. Го планирав денот за платенички прашања, меѓутоа тоа беше минатата недела. Советнички прашања, се извинам, уште немало. Требаше да биде последниот ден, недела од јануари, од непознати за мене причини, ако беше закажано, таа седница не се одржа, иако беше најавена. Иначе, тогаш ќе настапе со прашање до градоначалничката, секако. Така да таа прилика ја испуштив. Инаку, натре на вистина, мислам дека повеќе треба да се да се фокусира на тоа што е градот, да не се занимава со тоа што било и да не се занимава со советниците од опозицијата во кои ние спаѓаме. Бениша Кири се наплати или беше испочитуван. Доби тезга или му беше возможено концерт на новогодишната ноќ. Градот Скопје организираше. Вие всушност бевте каменче заедно со Левица, со Петар Георгиевски или Перо Камиказа, кој всушност пресуди
може би да дојде промена на власта во градот Скопје. Еве дојде живот за вас. Да, и со независната група Бени Шакири доби на двајца советници, доби така. тезги или доби концерт за новогодишната ноќ. Дојде ли живот за вас во градот Скопје? За нас? Да, за вас лично. Не, за вас тама работа. Не ми треба советот за да Меѓутоа, дојде живот и така натаму. Еве го сменивте Петри Шилигов, дојде живот сега во Па градот. ние не го сменивме таман работа. Ма бевте најбрутални таму кога ќе се сетам што правеше Бени Шакири, крв од очи му излагаше. Да, тоа е него. против Тој Петри се Шилигов. лично настапи од има свои ставови. Имавте Ние во вториот круг се знае за кого гласавме. Мислам се знае. Не се знае. Се претпоставуваме. Рековте или вашиот лидер рече дека вашите гласаше со доволно паметни дека тој немаше да им сугерира. Да, не им сугерираше, меѓутоа мислам дека коалицијата. повеќето гласаа за Петри Шилигов. Така да, И сега што сте? Опозиција. Ни риба, ни тврда дел. опозиција. Каде во градот Скопје? Не Да. ставаш многу тврда. Па, мислам потврда од СДС. Тврда од значи потврда од СДС. Едино што сме гласале за е изборот на преседавач или председател на Совет. За тоа ни замерија дека се создава нова коалиција, јас за тоа изјавив и Теодора Крстевска, што е другата советничка, дека секој добар предлог, макар и да е од ВМРО, ако е добар, ќе го предложиме. Бидејќи исследува тоа место на мнозинството, од тие што ги знаеме советници, мислиме дека професор Трајко Славевски е најдобар избор. И ваш кадар. И во тој и наш кадар Од Демократска партија на Петар Немам Гошев. зашто, немам аргументи да гласам против само заради тоа што било таму. Значи, тоа е нашиот став, да гласаме за сите добри предлози што мислиме дека ќе Пановски ви се случуваат две струи внатре во партијата. Кој беше избран новиот лидер Горан Милевски, Скопското крило го обвинуваше дека со помош на ВМРО и со помош на Мјалков е избран на таа функција, дека делегатите биле одработени од Мјалков, дека целиот терен бил одработен од Мјалков. Сега мислам дека преку Маријан Ѓорчев и линијата со Ристо Пенов, ВМРО не оди кон Горан Милевски, туку оди кон Скопското крило. Партијата ви е во некое лавирање, не знаете кој пат да го фате, дали сакате СДСМ, дали сакате ВМРО ДПМН. па сакаме да има трет пат, да нема ни едно ни друго, И не меѓутоа ве излеговте на трет пат, видовте како поминовте. така како што поминаме, овие двајца се подобри од тројца кога се во коалиција, кога гласат исто како што гласа 60. И другите двајца што се независни, сепак има некоја самостојност. Инаку да кажам, Горан Милевски, не знам дека имал проблем да биде избран за председател, дека му требале никакви крила за кој прв пат слушам. Па добро, тоа Андрей. Значи прв пат кога го избра Андреј Жиновски се откажа. Арне- Не дојде не се пријави, се откажа од и Да, беше бидејќи- единствен кандидат. бидејќи- Вториот пат имаше уште тројца кандидати, уште двајца се извинам. Пановски. Он победи, мислам, со убедливо мнозинство, така да Пановски. Андреј Женовски беше победник на изборите 2013 година, градоначелник во општина Центар. Дори Да. Бранко Царенковски го подготвуваше да биде лидер на целата опозиција. 3 пати се прегласуваше во општина Центар и Груевски Мелков. Така беше, да. И Груевски Мелков тоа никош не му го простија на Андреј Женовски. Настрана дека бил можеби неработник, настрана дека бил пасивен, настрана дека можеби се одвоил од базата и од членството, меѓутоа таков победник на изборите 2013 година тешко можеше Горан Милевски да го порази на терен без подршка на ВМРО, на Мјалков и Никола Груевски. Реваншот беше брутален на Мјалков и на Никола Груевски. не, Жерновски во партијата немаше никакви шанси, нити му ни треба нас Мијалков, нити некој друг. Сам си се закопа, си отиде во СДС. И сега да не кажам детали, пошто ја не сум во партијата у тие технички работи, меѓутоа тоа што го гледав. Тој партијата не ја фермаше за ништо, значи трчаш за него, младите трчат, работат и така натаму. Се разбира дека без СДС не можеше да победи. И потоа исвртува грб комплетно, не го интересира. Значи тоа од генералниот секретар, извршните секретари, извршниот одбор, ни еден не беше со него или еден двајца на кој им даде работа во општината. Партиските возила ги користеше за општински, значи ти очекуваш да ти помогне на партијата, он изима од партијата, ги зима возилата и не ги враќа. И што поише, се кажам само еден пример, не ги враќа. Така да он партијата ги изгуби сите симпатии. Кој сака да оди во СДС, можеше да си оди со Жерновски, тие си останаа во СДС и понатаму се. Сега сте близок со И Ристо така Пенов. да немаше. Сега Ристо Пенов смета дека треба со ВМРО, бидејќи Ристо Пенов има една историја, кај што во првиот мандат беше со помош на ВМРО, Така е. до 96 година, 2000 година со помош 2006. на СДСМ.
И Ристо Пенов де факто беше лепа кој што ги спои ВМРО ДПМН и ЛДП тогаш, Либерално-демократската партија. Тие неуспешни преговори во Порто Кара со Васо Тупурковски подоцна завршија многу едноставно, бидејќи ЛДП напушти коалиција. Не сме разговарале за политика, ретко се гледаме, пред изборите се видовме еднашка. Така да не знам како се стоите, тоа не го треба прашате. Ја нити ме интересира, нити учествувам во тие предавања, нити ме прашуваат. Значи, сум член на Централен одбор, 3-4 пати годишно. Учествувам нешто ако има да ме викнат за ковидот, ако сака да слушнат и така натаму. Еве сега за градот. Добро, со Бени Шакири промашивте ли на изборите? Бидејќи освен во дел на албански средини во Скопје, анализите кои имате направено во партија, вела дека не ви донел доволно гласови. Дека очекувале многу повеќе. Дека македонците, иако сте либерална партија, иако сте партија која би требало да биде партија на центарот со послободни, послободоумни, полиберални ставови и така натаму, Бени Шакири ви одзел, а не ви донел гласови. Мислам дека не беше клучен Бени Шакири, беше клучен расцепот во дом. Кога бев минатиот пат, ви реков се под 3 ќе биде неуспех и така е, ние имаме 2 советника. Реалната бројка која се очекуваше беше околу 20.000 гласови, меѓутоа половина од гласовите. Благодарение на мене единствено победивме и на Шуто Ризари, да кажам, се заедно. Ја победивме коалицијата на независните само во град Скопје. Во сите општини, особено во Центар и Карпа, што биле бастион, да кажем, и на ЛДП, не само на СДС, имале, како што кажат, и градоначалници и така натаму, ние катастрофално изгубивме, не ги зема гласовите. Значи, грешката беше што тие се разделја и не најдоа, кога најмногу е потребно да се спојат. Таа, како си каше Александра Петреска, најмногу одговараше да биде кандидат на коалицијата, а ја да бидем носител. Они ја прифатија да бидем носител, таа незванично, таа група, меѓутоа не се договорија за градоначалник, бидејќи расцепот во дом едни со други беше огромен. И тука се поделе. Ние гледаме сега да се споиме на некој начин, ама не е тоа. Во Советот на град Скопје и бројот на советници да ги соберевте сите кои ќе се собереа гласовите ќе беше уште поголем. Ние во општините во Скопје освоивме само еден советник во Кисела Вода и другите се Шуто Ризари. Јас освоив, јас мислам, мојата листа освои 3.500 гласа повеќе отколку збирот на гласовите во 10 скопски општини. Значи 3.500 и тоа што мене ме предложија добија уште еден советник. Ќе беше само со еден што ќе беше многу положено. Значи вие и Курто Дудош сте единствена светла точка. Така е, држал. Како Роналдо, Тоа се бројките. Како Роналдо и Меси сте таму, вие и Курто Дудош. Така да не мислам дека Бени Шакири главниот проблем. Главниот проблем беше овој расцеп. И луѓето повеќе дадоа на независните листи, освен во град Скопје, кај што разликата е мала, меѓутоа во корист на листата што ја предложив. И шутка кај што разликата 1000 и нешто. И сега Пановски имаше обвинување од вашиот лидер дека ВМРО, на тоа се приклучи Павле Таранов и некои други помали партии, дека ВМРО свесно ви продуцира афери, хајки, за да се направат одредени промени во врвот на партија. Тоа беше изјава некаде пред 2 или пред 3 недели на Горан Милевски. ВМРО ДПМН од која се обиде да направи ново парламентарно мнозинство 11 ноември 2021 година, сега очигледно и кога ги покани овие помали партии за да може се обезбеди тој цензус, кворум 61 пратеник, и кога види дека тоа не може на милост, тоа почна веќе да го прави на сила, вировари ВМРО, мислите, во партијата, преку кого вировари во партијата, тоа беше изјава на вашиот лидер. Па сега не знам, не навлегам, ја читам повеќе мејлови и единствена светла точка таму, велика Роналдо Меси. Немам намера да се бавам со партиски работи и така. Они ме сакаа да бидам советник, еве прифатив. Инаку да кажем кој ровари, да имам нека амбиции во партијата, значи ја веќе од кој е Горан Милевски и Жерновски претходно сум одбил да бидам член на извршен одбор, инаку можам да влезам кога сакам, значи у тие 15 на луѓе. Јас сум 90 луѓе веќе 10 години, бидејќи не ме влече тој тие игри партиски и така натаму и не можам да ги
да ги толкувам, а дека има луѓе кои критикуваат. А со Пенов сте пријатели? Па не сме се скарале, све пријатели, нормално. Пенов ве убеди да бидете носител на листа во град Па Скопје. меѓу другите, прво Манасиевски, потоа Сега Манасиевски, Пенов се сива еминенција внатре. Да, Манасиевски е во извршниот одбор понатаму. Пенов беше, меѓутоа не доаѓаш и сега веќе... Каде дува ветрот кај Манасиевски кај Пенов? За ВМРО коалиција или со СДСМ? Информациите кои доаѓа до мене дека повеќе наклонуваат кон ВМРО, дека Маријан Ѓорчев поради некои школски врски со Ристо Пенов веќе успева да ги убеди или да ги кооптира. Не знам да одговорам. Последната средба со Пенов, еве сега ќе контреба да си го каже тоа. Беше многу лош потек со Горан Одит градоначелник на Битола, тоа се сваќа како дека одите со ВМРО, дека ќе одиме со ВМРО, односно одете бидејќи ОНП не се врти во партијата. Тоа е последната негова реченица која беше пред 6 месеци. Понатаму не знам. Што не испадна понатаму така, значи он самиот спомна дека не треба тогаш да одиме со ВМРО, ама тоа е само на улица среќавање и 3 минути дека со Горан Милевски како кандидат за градоначелник. Така, дека со тоа му дава шанса на ВМРО. Дека најавува дека може да биде во Добро, Пановски. Во коалиција со ВМРО. Мислам, тоа е сега, кажам, не сум многу во... А дали овие што критикуваат, точно дека има струи сега појаки отколку порано, се заради ВМРО, заради тоа што биле директори на јавни предпријатија, па јавно пропагирале за Шилегов, а ние сме имале друг градоначелник на се партија, кандидат, бидејќи гледале да победиш, најглавно е било да остана на функција со Петар Шилегов, па ја става личната пред партиска, тоа има многу мавите, меѓутоа тоа јас само страна ги слушам. Сега ве ставија во исти кош со поранешен ВМРО-ски министер, тој Драган Даниловски, Вело Марковски, кој беше член на извршен комитет на ВМРО ДПМН допред 10 дена, додека не беше формиран новиот извршен комитет на партијата и вие. Да повика новиот министер за здравство. Да. Како вели да бидете советници на или членови на комисијата. Ако не сакате од некој причин да бидете членови на комисијата, нели? Да бидеме советници. Да бидете негови лични советници. При тоа параката ја праќа преку интернет. Така е. Што значи дека ве третира како интернет експерти, како овие инфлуенсерките кои се против вакцинација. Ве навреди министерот? Па на некој начин да сам. Ја на овие години да бидете интернет. Јас сум директор на фондот, да ви кажам колку ме навредувале ваши колеги. Вие не спаѓате во нив. Меѓутоа министер никош нема вака нападнат. Па видете, треба да е на мој ранг за да ме фати разбилно навредата, така да интересно е што 26 луѓе се, јас ги прашав. 26 луѓе во комисијата. Мислам тоа. Да. Тоа е доволен да не влезеш во комисијата. Ја би бил комисија 5-6 луѓе, па да може се да го седнеме кога луѓе се договориме. Потоа не ходи на 30 души ако сака. Ама сте експертите да се договорат. Значи, јас сум таму, од која би бил во комисијата или советник, со најголем специјалистички стаж. Од 83-та сум специјалист, од 80-та сум доктор. Од 90-та или 32 години сум наставник. И уште сум активен. Сега, ја викам, и му го кажав тоа на министерот, ја не барам да бидам над другиве. Јас сакам да бидам, бевме кај министерот, бев пред некој ден, после ова. Да се смири топката. Прво на Фейсбук ви дават покана, па не се договарате, а после имате средба со министерот. После имаме средба, требаше да биде средбата негде у декември, ако сериозно јануари, па да му кажем дека може би работел, кога би ги викнала. Бил ваш студент? Не се сеќавам. Мислам дека има стоматологија, нели? Да, стоматологија се наши студенти, да. Ако студирал во Скопје, секако дека била дека има еден од поголемите салони или центри стоматолошки во Скопје. И барам да ви морам направен. А не... Добро, како го? Вика, добро, може би не беше соодветен начинот, ама сега суштината е важна и така натаму. Во секој случај, у недела вечер ми се јавуваат ваши колеги, 10 за да ги чујат мојот одговор. Весте, ја тоа не сум го ни видел. Бидејќи на Фейсбук е. На Фейсбук ни на Фейсбук не сум го видел, бидејќи не сме пријатели врата на Фейсбук. Не сте пријатели на Фейсбук. Да, и не го знам и сега ми кажуваат. А комисијата во вторник, Сабајле, веќе има седница. Значи,
недела вечер, односно на Добро, на вторник, за разлика од другите. Сака да ве навредат. Пред 3 недели што ги вика. Ја вака гледам. Сака да ве денунцират. Веројатно да ве луѓето дефакторизираат на некој начин. Луѓето што ме почитуваат, а влегува во комисијата, тоа се двајца луѓе по мене, му рекле, вклучувајќи го председател, јас така мислам, му рекле требаше да поканите уште некои други луѓе. Бидејќи вака испаѓа. Односно да ме поканите мене и он тука за да се покрие пред нив, еве на овој начин. Што е непримерен начин, меѓутоа ворете. Вака се убив печо додека вас ве стават во некоја тројка ВМРО-ска со Вело Марковски, со кого играте тенис. Со кого играте тенис, тука се велат Гранд Слем турнири со Вело Марковски што ги имате во тениските надпревари и со Драган Даниловски кој беше министар нели во влада на ВМРО на Љупчо Ѓорѓевски. Така е. И вие бевте најгласни во совети, критики и сугестии кои ги дававте изминативе 2 години, неполни 2 години на социјалните мрежи. Дури во еден временски период тоа преде во уставно речено во конфликт со министерот Филипче околу суштински работи, суштински прашања. 45 дена треба да трае рокот за тие што го имаат прележано, дали треба 6 месеци, маски или треба да се носат, не треба да се носат маски, ве се Драган Даниловски вели, бидејќи омикронот е многу помека, поблага варијанта, треба луѓето кои имаат прележано намерно во наводници свесно да се зараза за да може да го зголема дополнително својот имунитет и така натаму и така натаму. И испадна дека инфлуенсерките кои бе против вакцините и вие бевте главни мегафони или протагонисти на друга политика. И ја имам чувство дека сака да ве донесат во ситуација вие да бидете највиновни или најмногу виновни за тоа што се случи во делот со вакцинација. Мислам, мој што сака да прават, почиткај народот, тие ми се ме бараат по 4 сата на ден. Го правам тоа и општо не ме интересираат такви игри, ако се воопшто игри. Што се однесува до опозиционата партија, таа си ја преспа. Си ја преспа пандемијата, си ја преспа комплетно. Сем два збора, тоа се криминалци и предавници, ништо не кажа. Прва работа што кажа, јавно, беше да се одложи школската година. 2 години не кажуваше која е стратегијата. Вело Марковски имаше сосема различна стратегија од партијата и кога влезе во партија престана да збори, бидејќи се разликуваше. Го замолчија. Па зашто неговите ставови беа сосема обратни отколку на луѓето во партијата, кои некој не ги кажуваше ставовите, молчеше, например за иселениците кои доаѓаа летоска, кога ние викавме заедно со Драган дека ќе се случи катастрофа, за свадбите на затворено тие молчаа. Нема став. Па не го гледате Мицкоски во некоја црква или што ли е таму. Претпоставам дека воопшто не Газибово, колку што можам да видам градоначелникот на таа општина, собрани таму на неколку споени маси, 200-300 луѓе во црква под некој фрески таму под некои икони, јадат, пијат, се веселат. Така е. Тамбури му свират, виолинчиња и така натаму на овце што се вели. Тоа е ставот на партијата. Од друга страна, нели критики за вакцини. Што мислите, например, за вакцините? 200 или 300 илјади вакцини ќе треба да бидат уништени. Да, интересно е дека тие ќе се уништат, 250 доаѓаат, околу 800 имало вакцини, значи има вишок. 40% само вакцинирани. Да, има вишок, вишок на вакцини. Зашто народот, например, не верува во тоа? Гледате, 40% тоа е занемарлив број. Кој би биле во Европска унија, би биле последни, можеби заедно со бугарите. Тука на балконот очигледно дека тоа е факт. Дека таа атмосфера доминира во однос на властите, дека властите немаат капацитет, немаат авторитет или немаат сила. Не, значи повеќе веруваат во шпекулации на социјални мрежи, колку што веруваат во властите и политиката која промовира властите. Немаат доверба во нивните политики, а и како тече работата и не треба да имаат. Бидејќи едноставно не се голем дел од тие политики немаат врска со науката. Влезено е во не може, значи нема некои работи јас не можам да ги сватам, народот да свати. Прво почна барем на светско ниво, а нашите како слепи сите најглупи мерки ги прифаќаат. Ракавици да се носат. Мислам, нема врска со вирусот. Никој не рече не треба да се носат. Да, нешто што не можам да го сватам до денес, да ти човек што го тепале со куршум, или го прогазил воз, или се самоубил, или
сообраќајка го водиш за ковид. Тоа е невидено, зашто во носот имал траги од ковид вирус. И тоа уште постои се расправа дали тие треба да видат ковид, мислам. Тоа не знам. И сега тоа народот го гледа. Второ, присилно вакцинирање во земји кај што 97% се вакцинирани, како што е Австралија, од возрастното, од полнолетното население, и гледаш 150.000 нови случаи. Им кажеш дека сертификатите ќе штителе. Мислам, тоа све нема врска со наука. И еве комисија вчера, пред некој ден, кога беше овакото, кажа сертификатите требало епидемиолошката состојба не дозволува. Нели рекоа со наука ќе се бъдат? Која е научната потврда дека сертификатите спречуваат ширење? Нема ни една потврда. Излезе пред 2 години Ангела Меркел, тогаш канцеларка на Германија, и рече дека повеќе од 80% од населението треба да се зарази. И ние на крај доаѓаме на незините збори. После 2 години кога се изврти кругот, дека вакцините или фамата која се правеше. Тогаш немаше вакцини, она не знаеше какви ќе бидат. Фамата која се правеше вакцините. Се подлажавме дека вакцините ќе свршат работата. Не, вакцините може да ублажат или не знам што друго може да направи, зависи кој како. Иако податоците покажуваат дека еден поголем дел од луѓето кои се починати биле вакцинирани со Да, комплетно вакцинирани, особено кај нас. Така се покажа, такви се бројките, значи многу помал број на луѓе што прележале. Меѓутоа нешто што се знае сигурно, особено со омикронот, дека вакцинираните и невакцинираните исто ја шират болеста. Тоа ако кажено исто. Значи нема разлика и да 1% е никаква разликата. Ако е тоа така, сертификатите кои наша комисија уште ги држи и голем дел од Европа и во светот се метод за присилна вакцинација. БЕА. И дадо ефект. Нефер метод. Тоа е нефер метод, затоа нема доверба кај народот. Не му кажеш искрено дека да му кажеш доброволна е вакцината, ама ја ќе те натерам да се вакцинираш, зашто нема да те пуштам да влегуваш таму кај што треба да влегуваш. Тоа е кај Балканецот се јава инат. Значи кога кај нас немаше притисок, на Табановци имаше редови. Треба да знаеш психологијата на народот. Или си како кинес, па ќе држиш до крај. Како се на Олимписките игри. Да, ќе држиш и ќе маваш, или Австралија која почна да личи на Кина, а не можеш, таков капацитет немаш, ќе имаш опозиција, ти не можеш свадби да кажеш зашто ќе ти се најуди коалициониот партнер сака свадби да има, па испомре не знам колку луѓе. Или треба да сватиш психологијата, него терај со сила, Балканецот ќе ти се врати како бумеранг, со ненаучни методи. Значи сертификатите тргни ги. Луѓето кои прележа немаат научна основа. Всушност се направи разликата во Македонија. Значи, да. 40% се вакцинирани, најголем од нив биле луѓе што не прележале. Така. Тие што прележале без некои потешки симптоми, процениле дека подобро им е да не бидат вакцинирани отколку да бидат вакцинирани. Ако еднаш го прележале, веројатно нивната логика е, не велам дека таа исправна. И науката светска и наша кажува дека со една доза се добива подобар имунитет или барис како со 2. Нашиот не. Не ве признаеме нас. 45 дена. И башка на тоа носат 45 дена, што го нема нигде во свет. Еве кога ќе гледате соопштенијата на германска влада, на француска влада, тие во еден исти кош ги стават луѓе кои се вакцинирани и луѓе кои имат прележано. Луѓе кои се вакцинирани или тие кои прележале. Иако по правило би требало прележаните да се позаштитени. Бидејќи имат природен имунитет. Природен имунитет, кај нас сега последно кажа дека 13 прележани починале. 13 кои прележале, починале. Не, од сите прележани, а не вакцинирани, до сега се починати 13. Само 13. Некои од нив прележале пред 2 години. А од вакцинираните? Па негде околу 1000 е сега бројот. Околу 1000. Да, и сега некој каже, министерот, па го натера и премиерот, Филипче, нашите врвни стручњаци ни кажат дека вакцината е многу подобра од природниот имунитет. Тој исти Филипче. И тоа го кажува и нас не множа со 0 и светот го множа со 0 за 45 дена и ништо не сватив до сега зошто таа мерка беше донесена. Зошто беше одинат некој нешто да не може да ги вакцинираме овие што
Што треба, старите и така натаму, ќе ги вакцинираме најзаштитените. За да ни се бројат вакцините. Нема да ги вакцинирате. Ја излегов и кажав, нема да се вакцинирате вие по 45, не ви треба сертификат. И не се вакцинира луѓето. И сега се чудиме зошто. Зашто го тераш најздравиот човек да се вакцинира. Второ, децата ќе се вакцинирале. Со кои аргументи децата? Над 60 години гледа да ги вакцинираш сите. Тоа е кампања. И доброволно да вакцинираш. Кажи им дека ние ги обвинивме. Се друго отиде. Односно од Италија наваму, децата беа обвинети дека децата се всушност виновни што старите умреле во Ломбардија или во Италија, во северна Италија, и подоцна ние баравме децата, да речеме, од 5, од 6, од 7 или од 8 години да бидат одговорни, за да не им се случи нешто на дедовците или на бабите или на родителите. Па ајде, децата ќе ставаат маски, мора во училиштата да ставаат маски, за да не се заразат родителите. Да, тоа беше кој ги затвори училиштата во Италија, нормално децата отидат дома и беа повеќе дома. Така е. Особено тие западни земји кај што има и интернати кај што воопшто не одат дома. И сега ги пратија сите дома и ме пренесоа болеста. Целата стратегија од почеток беше погрешна, да кажем, но сега лесно. После војна да бидеш генерал. Се веќе знаеме, се веќе можеме да извлечеме заклучок. Од почеток се знаеше. Од почеток се знаеше. Човек над 80 години има 10.000 пати поголема шанса да почине отколку млад човек од 19 години надолу. Човек како мене, 60 кусур, има 1000 пати поголеми шанси од млад човек. Затоа постоеше таа Great Barrington декларација, уште постои, на која сум ја потписник, не знам дали сум единствен од Македонија, има 850.000 научници, да кажем, стручњаци што ја потпишале до сега. Great Barrington сика местото кај што е потпишана. Таму има професори од Харвард, епидемиолози и така натаму, во која стратегијата е слична на шведската, на скандинавските школи, во смисла да младите, како во сите пандемии до сега, вклучувајќи децата, особено младите луѓе, тука се мисли и до 50 години, ја преземат целата опасност од пандемијата. Тоа се случило и кога пандемијата биле опасна и за младите. Младите биле тие што оделе да работат, што влегувале во оган, дека тие на тој начин природно ќе ја прележат болеста, без маски, секој дневно ќе бидат во контакт со вирусот, дел од нив ќе настрадат, меѓутоа тој дел ќе биде многу мал во однос на тоа што ќе се случи кај старите, бидејќи разликата е најмалку 1000 пати во смртно збораме за млади луѓе кои немаат некои коморбидитети, а привремено по старите луѓе да не бидат во контакт со младите, колку што е тоа можно, да се сепарираат, младите да им носат храна, се што треба, они да живеат се, ако имаат некоја викендичка, негде да се повлечат, па со тек на времето, младите ќе бидат толку заштитени што нема да им ја носат. Болеста тие во меѓувреме да се вакцинираат и во таа Great Barrington сертификатите стално добиваме, еве за нас уште еден успех. Флорида ги укина сите мерки, таму сертификатите, они се против сертификати, против вакцинирање на деца, против ковид пас и така натаму, дека тоа се е спротивно неетички и нема врска со наука. И добро, министерот. И за доброволна вакцинација. Разбира, министерот, новиот министер, имам чувство дека во клинички центар како да постои паралелен систем. Дека Венко Филипче, кој себе си се гледаше како еден лидер на СДСМ, еден премиер, одеднаш остана без функција. Ете, сите оние мерки, препораки, маски, ракавици, ние пред 2 години во Вероко влагавме како во операциона сала, со маски, со ракавици, така натаму. И кога ги гледавме оние новогодишни забави на Венко Филипче, каде ше опростуваше од новинарите, тамо не се носеше ни маска, не се праше ни дистанца, 10-15 новинари или новинарки снимени со министерот за здравство. Значи, се она за што се залагаа или се залагаше, самиот не го почитуваше. Па видите, во дел на кампањите го гледавме во Охрид и така натаму, седеше со луѓето. Единствена партија што имаше спот со маски, благодарение на мене,
беше ЛДП и Дом коалицијата, кај што во затворен простор имаме маски. Значи, вие најлојален на маски носење Не, бевте. им реков, не, тоа е закон. Не може ВМРО коалицијата имаше спот 170 декларација сте подпишале тамо веројатно маски. 170 души, кој сигурно 4 сата трае. 70 луѓе, никој не носеше маска во затворен простор. Потоа имаше отварањето на изгеј од другава страна да покријат власта, да каже ние сме како нив. Па излегува цела група без маски во изгеј во Џафери, во затворен простор. Интересно е, јас сега ги прашувам, вие преклани, но есента најголема кавга беше првата, кога рекоа маска ќе се носи надвор сегде. А во кафана, кафич, не. И сегашниот портпарол објаснуваше научно зошто треба да се носи. Портпарол на комисијата. На инфективна комисијата. На комисија за заразни болести, а председателот тогашен на комисијата кажуваше нешто дека па за нека улична прашина како се крева. Караџовски требаше се носи сегде и на нива и на планина и тоа бе имаше на докторка. И тука јас сакам да кажам ги растурив. Сега како може од нив да им верува народот на вакцини? И министерот на нивна работа, да? Имавте на брутална дебата со сегашниот портал на комисија. Да, тоа беше за 45 дена. За разни болести беше за 45 дена и беше за ставот околу тоа дали имаме или немаме протоколи. Тоа имаше една изјава претходно дека немаме протоколи за лечење. Да, интервју, не изјава, тоа е интервју. Беше во интервју. Долго интервју негде во август месец. Тоа сега, пред 2 недели, го кажу Драган Даниловски, дека ние немаме протоколи. Како вели Драган Даниловски, останавме заљубени во Сумамедот. Да. Матичните лекари ни останаа заљубени во Сумамедот. На секој го препишуваат Сумамедот. И сега го сменија, доводи на мене, на уште полош лек. Да не спомнуваме лекои. Мислам, не, тој сега друг. Да. Врска нема тоа. Имаме ли протоколи? А вчера конечно кажа дека ќе испратат, демек ние сме имале, ама не може да ги најдеме. Значи устно се пренесот како историското мора да не стане или комунистите овие. Мислам, последното објаснување што беше од Министерството од инфективна клиника, ми тоа само прво да докажам, ако ми дозволите. Ајде. За маски, ако алфа СО требаше маска надворна планина, овој па дојде бета, па дојде делта, позаразни, па дојде омикрон. Сега по нивна логика, ако стојат до пам прашината, уличена и така натаму, ние без газ маска не смееме да излеземе надвор. Овие 10 пати позаразен, да ги најмете, а вие за 10 пати се расправаа со мене дека требало маска секаде и кој ќе шеташ на водно да носиш маска. И кој ќе работиш на нива. Мислам, и со тоа се упорни. И упорни беа 6 месеци за 45 дена и добро што каква таква смена имаше. Па таа комисија кажа дека сега протоколите ќе им бидат пратени. Тоа е најважно да му ги пратиш на матичниот и да му пишеш, се надевам дека ќе му пишат, почитувај го протоколот. Имаше на доктор. Еве 2 години не требаше, еве нови работи да ги поздравам на комисијата за 45 дена, што беше... Имаше докторка која пред 2 години излезе рече дека не само раце, очи или нос, туку и преку косата можело тоа да се пренесува, бидејќи паѓало на косата, па ние сме поминувале со рака низ косо, и дека требало неколку пати во тек на денот да е... Да, го викна, преклани го викна министерот и рече ме убедија, премиерот Заев. И Драган Даниловски тогаш имаше една изјава дека во воздух лебди, дека не паѓа и така. Тоа се создаде една паника кај што луѓето цикцакало да... не беше дека лебди 8 сата, после смрка лебди 15 минути. И дека главно е преку воздухот. Преку директен контакт. И сега го убедиле дека живее вирусот, не знам колку време во што е точно дека вирусот живее, меѓутоа треба количина и така. И сега јас да ме викнеше мене премиерот, што никој не ме викнал, да му објаснам дека постои бактерија Clostridium tetani, што предизвикува тетанус, насекаде, која живее 100 години. Ама за да се разболиш, треба да се повредиш, длабока рана, да не си вакциниран, значи многу услови. Гледате кинезите што прават. И со такво него му објаснува зошто треба маска на отворено. Гледате кинезите што прават. Писмата ги проверуваат. Писмата ги забрануваат. Па смрзната риба носеле тамо од Аргентина, од Чиле, од кај носеле. Па ако правеле бактериолошки анализи, нашле дека има елементи
на COVID или на корона, па забрани риби да се ведат, мислам, видите, се влезе во една крајност. Така е. И народот влегувајќи во една таква крајност, гледајќи дека и не умират многу комши нели во целата таа работа, престана да верува во медиуми, престана да верува. Ќе видиме што ќе биде со Кина. До сега Австралија и западните земји со карантините и со сертификатите го призна поразот. Што е поразот? Дека сертификатите и такви работи и вакцината, бидејќи се правеше, вакцинираме деца за да добиме колективен имунитет. Со вакцина колективен имунитет нема шанси. Само со прележување. Се надеваме со прележување комбинација, меѓутоа дека ќе вакцинираме 80-60%, па 70, па 80, па 90. Израел. И се одиме на трета доза. Австралија. А веќе кај нас вчера кажа завчера кога беше од комисијата 6 луѓе се починати и со трета. Со трета доза. Значи тоа што јас сум вакциниран со трета доза во ноември, веќе сум у фаза кај што можеби немам доволно четврта имунитет. Ами на време ако решите на време четврта, значи, немаше да ги фрлиме тие 200.000. Што е финдата? Јас се надевам, бидејќи бев во контакт, дека сум го фатил омикронот или делта сојот тие месеци на нога кога сум бил заштитен. И тоа е целата таа Грейт Барингтон декларација. Зошто кога некој ќе прележе млад човек, работи да речеме во болница, во самопослуга и така натаму. Во такси. Да, зошто да носи маска? На овој начин кога секако дека мала доза кога прима, мала доза стално ќе прима и така ќе стекне имунитет. Тоа е суштината и на вакцината. Ако мерките се непропорционални, вас пандемијата ќе ви трае подолго, бидејќи нема да пројде вирусот како што би прошол. И единствен е омикронот кој не ги признава тие мерки, а веќе видоа и единствена надеж е дека со него ќе заврши пандемијата. Маноски, колку имаме прележено во Македонија? Според некои проценки сега, сигурно преку 1 милион. Да, секако. Мислам, кај младите тоа е преку 90%. Сега тука прележаност, кај нас се меша позитивен и прележен. Значи, позитивен не значи дека е прележан е да имал симптоми, навистина да легнал или бар да имал некакви симптоми, или бар да има антитела. Така да, во тој смисол, бројот што е 300.000 не е реален. Да, многу е поголем. Да. И бројките кои кај нас се кажуваат... Од тие 300.220 вистински прележени, 80 биле позитивни. Меѓутоа, тие 220 сигурно бројот е по 5 пати поголем. Ние доаѓаме во една апсурдна ситуација, албанците во Македонија да се помалку отпорни или да се помалку здрави од албанците во Албанија или албанците во Косово, биејќи во Албанија и во Косово, како што и широм Балканот, на еден многу полиберален начин ги бројот на заразени или бројот на починати од корона. Да, статистиката очигледно дека е различна. Дека е различна статистика, бидејќи не може да бидеме ни изолирани во цел свет, еве да имаме и најлошо здравство, да немаме ни протоколи така. Од Косово немаме полошо здравство. Сигурно немаме полошо од Косово. Доаѓаат кај нас, доаѓаат и у јавни установи. У јавни во системи и така. Не зборам у приватни. Така е. Значи веројатно е најразлична. Што велите, загинал човек, јајке му наоѓа дека има во носот ковид и го. Па на телевизија детето со церебрална парализа кој имало менингит, едното од случаите, тоа го слушам на телевизија. Да, тоа го закажува. Детето кој имаше 3 дена живот, му нашле дека е ковид позитивно за да биде примено во болница, му направиле таков рутински тест и е заведено во ковид статистиката како починат од ковид, бебето. И утре ќе кажат да, бебињата умират од ковид или не знам што. Мислам, и тоа упорност да се тера дека децата треба да се вакцинираат за сега за да се заштитат, бидејќи падна тоа дека нема да се шири болеста, стварно оди во крајности. И не можам да ги разберам. Ќе заврши ли пандемијата со омикрон? Се надеваме. Вела дека е почетокот на крајот. Ба и лани јас така мислев дека ќе заврши со тој алфа сој, па дојде бета, меѓутоа сметам дека овој толку брзо се шири, да тоа што го кажавте, колективниот имунитет и многу луѓе се заразени и дека тешко може да се спречи ширењето, дека вакцината не можеше толку брзо да се направи, сите во испадна да штити само 2-3 месеци, да можеше да земјина топка да се вакцинира за 3 месеци, кога тоа ќе имаше некаков имунитет, па ќе го снема вирусот, мислам дека со ова релативно брзо ширење него, дека ќе падне бројот на случаи и веќе нема да расте. Меѓутоа дека болеста ќе остане како таква,
дека ќе има смртни случаи, особено кај нас. Ќе се дојдевме во ситуација да бидеме задоволни да го чекаме времето кој ќе има 300 случаи, како што имавме есента, Делта, меѓутоа нема да имаме 30 смртни од 300, туку 5. На тоа се надеваме дека ќе значи крај на пандемија и ќе пројде во ендемија, па понатаму се надеваме еднаш, максимум 2 пати годишно ќе има нека пан-ковид вакцина која ќе штити од сите соеви и се надевам дека ќе се дава таму кај што треба, за да народот верува. По мене тоа се над 50 години, како и сега за трета доза, да примат тие вакцини и да трнат таа сулуда идеја да вакцинираат деца. Бидејќи до сега нема никакви податоци. Еве, сега гледав, Хрватска има 8 починати за 2 години, помлади од 18 години. Има кај нас луѓе дека и едно дете да покрине, сите треба да се вакцинираат. Играат на емоциите, ќе го спасиме едно дете, зашто кај Македонија мислам дека на милион 1 до 2 би починало, и тоа со коморбидитети и така натаму. И се тоа, такви муабети ако почнеме, би требало да забраниме спорт, да речеме, скијање, бидејќи починале едно дете, да забраниме скијање. Забраниме пливање, некој се удавил во езеро. Да сите деца да забраниме. Да не зборам дека треба да се обраќаат да го загадиме, беќе харатите кажат 40 деца умреле. Биле згазени, паднале од велосипед и така натаму. Ако треба да вакцинираме 2 милиона и тоа на секои 6 месеци, до трета, четврта. Значи, тие се разговори тешки кога се водат така на емоции, дека и 1-2 деца треба да спасиме, бидејќи може да се случи. И затоа да ги вакцинираме. Пала, многу се надам дека тоа што кажуваме ќе се оствари. Многу среќа, се гледаме некоја следна прилика. Благодарам. Постојано ви кажам, почитувани гледачи, дека е клучно во политиката, како и во животот, да знаете кога да скокнете од бродот. Без разлика дали бродот тоне, оде во вистински правец, има застанато, некој го торпедирал, меѓутоа вие треба да знаете кога да скокнете или кога да останете на бродот. Ако скокнете прерано, бродот ќе ве згази, ако скокнете предоцна, може да потоните заедно со бродот. Тоа не го знаеше Венко Филипче и од рейтинг од 80% се сведе да биде крпа по која сите газеа, тепих по кој сите газеа после онија хаварија со модуланата болница во Тетово. И сега Венко Филипче наместо да свати дека неговиот политички век на траење, барем привремено, ако не и трајно, е прекинат, е ставен под маса, е архивиран, тој се обидува како оние остарени холивудски старлети понатаму да има влијание во здравството, со тоа што ќе влие врз одредени директори кои тој ги има назначено во клиничкиот центар, и преку нив да направи паралелен систем кој ќе може да биде посилен од системот на новиот министер за здравство кој доаѓа од редовите на партијата на Ахрим Гаши. И тоа е кога вие не знаете колку е вашиот век на траење. Тоа е како одредена госпоѓа на 60 години да носи мини, а има 120 кила. Во политиката и во животот клучно е да знаете кога да дојдете на функција, но уште поважно е да знаете кога да се тргнете од таа функција и тоа да го прифатите на вистински начин. Ова беше нашата емисија, 2 во 1. Еден микс на политичка анализа и на одредено интервју. Ако ви се допадна ова комбинација, ново дружење, четврток од 22 часот. До четврток од 22 часот, пријатно вечер Македонија, каде да си?